ova vreme trebalo da spijate. Nema zašto da se plašim. Zašto? A ne. Не, тоа не е причина. Да. Во почетокот може би малку и се плашив и бев некако вознемирена, но сега се навикнав. Да. Не, навистина нема човек од што да се плаши. Не. Сигурно. Да. Да. Добро. Во ред. Кое? Гани, иши накъде. Слушай, имам една много важна работа за тебе. Да, бе, 3 деца ми побегнале от тука. Да. Кажи ми ги имењето. Да. Овој последниот го знам, јас си го донесам. И па да те молам да ги најдеш, да видиш ако се у Скопје да ми јавиш. Најбрзо што можеш, да. Хајд со здравје. Хајд. Не може више да останете овде. Ке ме заглавите. Ка заглавим ге ман. Сабајле дојдоа дуи карабинјери и ме носел у полиција. Ми покажал слика на бамбус. Мени слика? Да. Оној слика со 6 броја од затвор. Ото правиле фотороб по зборување на продавачка на Геро за лико на Геро. Ото те нашол во картотека. Мислеле дека тој го правил наш земјаци и мене ме испитувал. А мене споминџа? За тебе ништо, не знаат кој си. Ми покажа твој фотороб да гледам. Толку лош правен и роден мајка нема да те познае. Продавачка те гледал лошо. Јас можам да ви кријам уште до и 30. Ама не овде на друг место. Мислам дека е најболje да идете у Југославија. Еле бле, Мари, шта радиш, а? Ништо, бе. Како ништо? Гладан си, а? Ајде, баци то. Баци, да ću ти ја да дадеш. Фала ти, тата. Ајде. Де идеш, бе? А ти де идеш? Ја идем на море, у Дубровник. А ти? А ја идем на море у Дубровник, тата. Ти, а? Ајде, доши. И немој да ме зовеш тата, важи? У реду, тата. Ајде, доши. Ајде, пајте.
Znam. Samo takav incident prv put se slučuva kaj nas. Da. Mi pamtiš? Ne znam da li ima vrske s onih. Ja sam Site Behi. Volca. Vojko na... Dobro, Elvis. razbrav, jasno. Dojdo. Zdravo. Da zemam deteto kaj mene doma. Така решив. Дойдов да земам детето кај мене дома, така решив. Pa to je odlično. To je odlično. Sednete. Па јас веќе седам, бе. Документите ќе бидат веднаш готови. To je stvarno odlično. Дина, кога Змија беше главен, ни кажуваше каква роба донесем од град. Ви кажуваше што да крадете, а? Што те бараше, Киро? Дојде Војко. Сака да ме земе. Дина, Што е? треба да ни кажеш каква роба донесем од град. Ќе идете у град? Ја ќе ви кажам специјален начин, италијански. Што сум крадел за газдата у Трст. Кога сум крадел за него пуна кеса пари сум носел. Дојди. Ей! Иселичи Кокерев! Има ли некој у куќа? Нема. Ај, да ти покажам куќата. Да видиш, нема да познаеш како сум ја средил унутра. А и од надвор сум ја дотерал. Види, нов кров сум ставил. Сега не тече. Само кога врне. Сум ја правил бремера коске. Цврсто е, а не како порано. Кога комшијата ке кивнеше, мене кровот ми леташе, не можев да го стигнам дури до Сарај. Лани не пушти ја и струја. Одиме напред со светот. Гледај, таму ти е кенефот. А тука е шупата со петелот и кокошките. А ваму е голубарникот, тука ги чувам голубите. Кај си бе до сега? Ја ќе ти покажам голубите. Овој се вика флежден, гледај како лета. Елвис, ајде да ти покажам кокошките. Петлево се вика Рамбо 2. Голем борец. Шампион за цело мало и околина за 87. Деш борби, деш победи. Тај дој не решен. Само има едно големо мана. А веќе нема мерак за кокошките. Педери. Здраво. Сум ги донесел парите од песокот. Колку тури однесе денеска, а? Јек? Цело ден, само една. Па со зваква дили неа конјба и тоа е многу. А што му е на конјот? Се збудалувал, да, чисто се збудалувал.
како пијање. Пијаницо бе. Секој 300 метра, ајди. Секој 300 метра легнуе таму на асфалтот и со главата на тротоарот сака да спие, разбираш. Омре, Да. да не си претоварил колата? Наси не претовариме бе. На семафори не ни виде камион на пивара. И овој Орхан удри со главата во гајбите, потече пио како моцка. Кога зема овој пијаница да лиже по тоа. Ајде бе пијаницо. Да лиже од тој пивото и почна да рита да скока, разбираш, истори цел песот. Лажеш, бре, синко, лажеш. Не мирише дека пил. Пил бе, пил. Затоа сум правил само една тура. Ај, погледни ме у очи. А? Не врзуваш машна, синко. Зар не ти е срам, бе, вака масно да лажеш, а? Не бе! Не бе! Испил парите. Да те колни му тоа, тие се парите бе! Част урес ти викам, тие се парите! Ај заколни се у мене. Тупа бе, помрдувај се од местото, не си колни му тебе. Еве, да ми паѓа, покрив на главата ми паѓа ако ти лажам. Част уреш! Аја! 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 Абе, колку пари сум ти кажал да не скачиш некој, а? Колку пари сум ти кажал, бе? Отидов у работа. Ги облече ли циврите? Ке студино кеска. Облеко, бе, облеко. Хај со здрави. Сакам да ти кажам за она денеска. Не вреди да се правиш толку будала пред нас. Зошто и татко ти, и јас, знаеме дека парите ги даваш на Шемси. Па, ќе го зимам за жена. Татко ти 3 месеци не земал плата. Треба да живееме со парите од песокот. Ајде, вамо. Ајде, побргу, побргу. Побргу, овде, овде, овде. Да задоцневте, само уште 3 минути немаше да добиете вечера, јасно? Ајде се, Магла, ајде, бриш. Ова е твој дел. Бре, уште спие, бре. Ајде, бре, ни конјот не си го прегнал. Тој другари сите на Вардар, а ти спиеш. Ајде, оди по песок. Добар ден. Добар ден. Кој е Мита Демиров? Јас. Дајте ми вашата лична карта и оставете ја секирата.
Ajde, oblečite se. A zašto? Će vi kažem u stanica. Ajde, pobrgu. Čekaj me, brate, zašto го земуваш? Će mu objasni me, nije tamo, ajde. Ajde, povrdu. Па тој ден со Мито отидовме пред самопослуга. Ми купи Кока-кола и ме праша дали сакам да идам у Италија. Ја му реков дека сакам, само не знам што ќе каже мајка ми. Он ми рече дека мајка ми ме пушта у Италија. После истата вечер тргнавме за Призрен со црвена Шкода. И таму негде пред Призрен излезе еден човек од една друга кола и лично го видов како зима пари за мене. После тргнавме со истата кола за Италија. Лаже! Sve što kritiče je laga! После све ви кажав. Вчера бев у школото. Сум се договорил да те запишат у 4-то оделение. Јас треба сега да ви в 8 оделение. Срамота е оваков копук сега. Идам у 4-то оделение. Ќе ми се смеат. Ајде, бре. Јас кога сум имало 34 години сум одел у 4-то оделение, никој не ми се смеел. Зошто си врати во Хурано? Зошто? Доаѓала милицијата и ме избркуела. Викаат, забрането било тамо да се вади песок. Па до сега не било забрането. Не било забрането, не било. Еве сега го забрануеле. Кај наоѓале баш денеска? Вечер ќе одам пак. Не. Чим е забрането, таму нема да идеш. Па каде да одам? А ќе најдеме некое друго место. Кое друго место? Па и самиот знаеш дека таков ситен песок нема нигде у близина. Знам, бе. Знам. Да, slobodno. Dobar den. Dobar den. Повелете, влезете. Јас сум мајка му на Дино. Повелете, седнете. Сега ќе го повикам. Не. Немојте да го викате. Јас сум... Ако може, сакам на само со вас да поразговарам. Со мене? Повелете. Си мислим, вие како жена најдобро ќе ме разберете од... Кога умре маш ми, татко му на Дино што беше. Кога умре, ме остаи со Дино, со мајка болна ме остаи и мене трудна, со второ ме остаи. Ако беше жив, живеевме тамо во една собичка мала кај роднини едни негови, ама кога умре ме истераа на улица. И Маргуш, овој сега што ми е маш, он мене другар ми е од дете кога сме биле. И ме прибра Маргуш, дома и мене и сите. И уопште нема правено проблем ни за Дино, за ништо нема правено проблем. Ама Дино никако не можеше да се навикне на него и почна да бега од школо и да се тепа и крадеше и се одина е за Маргуш. И еднаш се врати доцна. Касно се врати Дино дома и Маргуш му удри само шамар. И Дино извади нож. Маргуш се налоти и ќе го утепаше. Едвам го спасив.
И затоа решивте дека за Дино е најдобро да го тргнете некаде настрана? Не. Машти ли му даде задача на Мита да го прати во Италија? Не е така. Како не не е. е? Не е како на сестра и како на мајка. Ти кажувам, жи ми се најмило, не е така. Нема. Мита нема никакве везе со таа работа. И затоа и сум дошла да го молите Дино. Да не го набедува. Мита не е крив за ништо. Слушај, ако го апсат Мита, ја да си збирам парталите и на улица, со болна мајка и со... Ви рекоа ли која ќе и даваат плата? Ништо. Пари нема. Рефет не го пуштиш по песокот. Како ќе се живее? Ке продадам голубите. Голубите? Деца барат. Не може да се живее со една плата. Ај мори неко оби тука. Може и полошо да биде. Полошо? Кај има полошо од ова? Тројан беше чувар кај нас у топилница. Еднаш сонил како бега сам од себе. Успеал да избега, се криел у еден кенев, се врти назад и гледа Петре поштарот. Држи во рака едно телеграма и му ја дава. Го отворил телеграмот и што ќе види? Господ те вика на оној свет. По неколку дена си умре човекот. Каква врска има ова со нас? Денеска додека сум спиел, сум сонило истото сон. Ajde, odmah igram, внеси ја. Куна, дай. Што ти е така на лице, бе? Барем 3 деца избегани од Италија. Ви донесува ли некој нови? Донесува двајца. Како се викат? Дино и Елвис. Дино е тука, а овој вториот го пуштија кај војко му. Супер. Ке те частам. А зошто ги бараш? Треба да ги вратам у Италија. Што ќе им се? Овде можам да и најдам 100 пати подобри од нив. Подобри? Подобри не можеш да најдеш. Тие се најдобри. Шампиони. И од мене подобри? Ти си нула за Дино. Јади гомна. Така не те научи татко ти да се понашаш со постарите. Не сум имал никогаш татко за да ме научи нешто. А јас? Што сум ти јас, копилен еден? Да беше татко на место ќе ме земеше да живеам со тебе, а не да ме оставиш тука. Назад. Врати се у дом назад. Брши. Слушај,
на тој Дино. Душата ќе му извадам само за да видиш кој е подобар. Само ако го пипнеш со рака, ќе те убија. Ќе му ебам мајката. Назад. Марш! Mangaba, kai mangaba me chorore. Urde chaven, chaven. Здраво, Дино. Здраво. Како ти е таму? Не е лошо. Тебе како ти? Се среди е работи. Змија више не ми прави проблеми. Речи Вујко ми, како имаш вака слободно време, да навратиш ме од Кенеса. Ќе дојдам. Слушај, Елвис. На, земи ги пари, бе. Од кај ти се? Не е важно, земи ги. Да не си ги джапна? Не, јас само им кажав како да ги крадат. Па не реков ми дека више нема да краде. Ќе му откача руки и крле, зиме ги париве и бегај. Што ги правим сега? Прави што сакаш, зимај. Ај се, мора да идеме. Чувај се. Што му стануело? Му се слошуело. Го донесоа од работа. Како му се слушуело? Му дале 2 инекции. Од првата ми се слоши, а со другата ме повратија. И тоа чудо го пробав. О, синко Рефет. Да. Да појдеш кај Сокол голубарот и договори цена за голубите. Парите да ги дадеш на мајка ти. Добро. Кога ќе ти ги донесе парите, пола троши за јадење, а пола да ги чуваш. Во ред. Ти, Цаци, уште колку имаш до излагување? Па ако нема некое скратување изванредно, уште 2 месеца. А ти, Ристо? Јас имам уште 6 месеци. Па вака, ве викнав овде во врска со еден нов случај на продажба деца во Италија. Не знаеме ништо за тоа, Бога. Го познавате ли ова момче? Го знам јас, ова е Дино. Та, бе. Дино, бе, само не знам кај се сликувал, бе, богати. Кога
и каде прв пат си го видел ова момче? Па, било пред 4 или 5 години. Не, нема 5, само 4 години. У Милано сме иделе со господјата. Знаеш, врнело дожд па да купува некој чадор. И така влегуила у продавница, јас сум седел надвор. Да не најде некој. Кога гледам едно дете доаѓа до мене и така ми збори у италијански, знаеш. Ми вика, дове некоја лира бе, синьора. Одма сум го познал дека е наш Бог. Проси. И го питам, од каде си бе? Вика дека бегал од некој газда у Наполи. Па сега така. Вика, мајде бе, доаѓа кај нас у камп и сме го пребирали у камп, знаеш, да не иде детето по улиците. Го земавте за да краде со вас и за вас, така ли? Како да краде бе, друже инспектор? Ние сме биле поштени гастербајтери, како у Немачка. Сме продали само цвеќе у кафана. Цаци, не се прави најен.